Традиционално раководството на ракопедниот клуб Текстилица Штип крајот на календарската година го одбележува со манифестација Средба на генерациите, која годинава се одржува по 21 пат. Ракометари скоро сите периоди од историјата на Текстилица на едно место и во исто време во своја спортски храм салата на основното училиште Тоша Арсов се собира да се видат, да продискутираат, да евоцираат спомени и ревелно да се ги одберат силите. Масовноста е главна одлика која ја краси оваа специфична ракометна манифестација. Тука сме од пионери до пензионери, значи дечките што гледате позади нас и оние што се во рангот на ненадпреварувачи кои што моментално сега играт, па после ние, нашата генерација ветерани, со пионерите најверојатно ќе се судриме, а и останатите колку сега ќе се собереме, ама сигурно што едно 3-4 екипи можеби ќе има. Тука ни се и доајените, пензионерите во прав смисол на зборот. Гледате, тука се дојдени, ќе имате прилика и со нив да се видите. Кои што исто така не оставаат ниту една година и они да не бидат дел од оваа свеченост и се надеваме дека ќе ја тераме и натаму додека можеме. Вообичаен декор на оваа манифестација е присуството на голем број ракометни легенди, од кои во оваа прилика ќе ги споменеме највозрастните Никола Спарухов и Венко Прилечански. Со својот пример на лично присуство, со драгоцените совети и ракометни беседи, се вистинска атракција за помладите ракометари. Младите нови ревелни средби има што да видат и да научат од атрактивните потези на повозрастите, а пак тие достоинствено може да се гордеат од масовноста и интересот на младите кон ракометната игра.